Господја Рифи, кажете ми што се случува со дивата депонија сега? До кај сте најдовте ли решение за депонијата која всушност се наоѓа на влезот од Тетово? Значи, ние са бајле денеска, во 9 часот јас си извршив исто така сама инспекција со мојот тим. Веќе е започнато според планот и предвидените процедури, расчистувањето. Нормално дека ние побаравме значи, средства од владата за да го направиме финалното расчистување, имајќи го предвид фактот дека досега работевме на наоѓање на долгорочни решенија, имајќи го предвид фактот дека се работи за долгорочен проблем. Значи, тоа таму не го измисливме ние, тога го најдовме, како еден нерешен проблем од градот од повеќе од 15 години и апсолутно ни беше јасно дека решенијата кои треба да ги бараме треба да бидат долгорочни. Како долгорочни дел од тој систем, значи веќе направивме центар за трансфер, кој веќе го ставивме во употреба, така да комунален смет таму не се фрла веќе 3 недели или 4 недели, додека остатоците нормално поради фактот што ние ги направивме инвестициите за нашата трансфер станица, за комуналниот смет што го инвестиравме ние и другиот проект за центарот за селекција, значи ни требаше екстра помош за да може финално да се расчисти, а тоа да не се носи например од едно место на друго место, затоа што за мене решенијата тоа не беше ниту ќе бидат добри решенија кои не се решенија. Затоа со овие аргументи, значи ни беше прифатено да во рамки на ребалансот на буџетот владата интервенира во ова финално чистење, затоа што сметаме дека ние не сме одели да бараме на друга страна, сме се обидели со наши можности да ги направиме прво решенијата и после тоа да ни се помогне во оваа финална фаза. Како е идејното решение? Каде ќе се носи сега сметот од депонијата која сега се расчистува? Да. Значи, компаниите кои расчистуваат нормално го носат сметот во депониите кои легално си ја вршат значи оваа работа и тоа е Дрисла и Русино, зависи значи од нивното организирање. Фактички, како што и ние, како комунална власт, ги користиме истите овие две депонии. Значи, ние депонираме комуналниот смет, значи го депонираме во Дрисла и друг дел, значи, од една од смените на нашето јавно комунално предпријатие се депонира во Русино, затоа што апсолутно за нас е јасно дека градот Тетово не треба да има депонија, и дека ова треба да се дефинитивно да се расчисти и да функционираат само трансфер станиците кои ние ги изградивме и ги инвестиравме. 10 години ли требаше да се најде идејно решение за расчистување на една локална депонија која всушност била дива? Сите го прашуваат ова прашање и невладината организација Еко Герила која протестираше кај депонијата токму сега. Ја велам дека не знам за годините унапред, но очигледно дека решенија не биле барани, затоа што да беа барани решенија, ќе најдев минимум 3 реченици од една идеја и еден проект. Кога дојдов во општината, најдов куп на долгови и ни единствен проект за решение на ни еден комунален проблем на градот. Така да, токму поради тоа, јас, мојот тим, мојата администрација и сите советници со кои контактиравме и баравме идеи, беше дека мора да најдеме решенија среднорочни и долгорочни, затоа што ако влеговме у, така да кажам, краткорочни решенија, ќе требаше ова сега да го земеме, да го носиме на некое друго место, малце подалеку, и тоа пак да биде ризично за почвата и за граѓаните. Мојот став или моето водење на градот не било никогаш политичко, колку што било ориентирано кон вистинските проблеми на граѓаните и тие решенија да ги направиме долгорочни, како што долгорочно ги тиштеле граѓаните, долгорочно да ги снема и ние да се бавиме нормално со други прашања кои исто така се многу битни за градот. Дали вам ви пречи загадениот воздух исто како што им пречи на тетовчани? Дали вам ви пречи неподносливата смрдеја која владее во градот и загаденоста на воздухот која штети на здравјето ваше како жител? Значи, јас живеам тука со моето семејство и поради фактот што на сите нас тие работи ни пречат, ние ги бараме тие решенија.
но можам да кажам дека ние како општинска власт сме биле многу внимателни, имајќи го предвид фактот дека граѓаните на Тетово може да се потсетат и за времињата пред 4 години, кога ова им беше редовна ситуација секоја вечер од 5 часот. Значи, имајќи го предвид фактот дека ние бараме други цивилизацијски вредности и решенија, токму поради тоа сме работеле интензивно на долготрајни решенија, без разлика колку тие би биле тешки, без разлика колку трпеливоста би била мала, но во секој случај само тоа е гаранцијата, значи дека вистински ќе можете да излезете од една фаза, да влезете во друга фаза и да одите напред. Дали ќе се кандидирате на престојните локални избори? Исто така едно прашање кое се врте низ јавноста, знаете дека сите шпекулираат, дали би потврдили, не би потврдили, би остале во тоа? Значи тоа е одлука на нашите фактички партиски органи, но како што знаете, јас и кога беше разговарано значи за ангажман во новата реформска влада, што апсолутно сметам и се заблагодарувам за импактот што го има во многу процеси поврзани со граѓаните, ја реков дека моето срце е Тетово, ја го живеам Тетово и токму поради фактот што го живеам Тетово, се заживувам и барам решенија вистински за проблемите на граѓаните, за да можеме да што повеќе напредуваме како град. Дали вие би сакале да бидете понатаму градоначалничка и уште еден мандат да добиете доверба од граѓаните? Како што реков, тоа веќе е прашање на други одлуки. Благодарам многу. Фала.